На малиот плуштад пред зградата на Управата за јавни приходи во Куманово денеска се одржа мирен протест поради ретроактивно одоночување на граѓаните со приходи од странство. Одоночувањето се однесува на периодот од 2020 година до 2025. Протестот беше најавен од кумановци кои изминатите години работеле во воените зони во Ирак и Авганистан. Граѓаните реагираат бидејќи добиле даночни решенија со кои Управата за јавни приходи им бара да платат персонален данок на доход за плати и примања што ги оствариле во странство. Управата за јавни приходи појаснува дека граѓаните нема да бидат двојно оданучени ако за истиот доход платиле данок во странство. Сакаме јасно и недвосмислено да кажеме, овој собир нема партиска ниту политичка позадина. Повторувам, овој собир нема партиска ни политичка позадина. Тука сме како граѓани кои што имаат конкретен проблем. Принудени сме да излеземе јавно, затоа што државата преку Управата за јавни приходи директно врши притисок врз сопствените граѓани. Јасно кажуваме, ние не бегаме од даноци, а не сме и против плаќање на даноци. Се повторувам, ние не бегаме од даноци и не сме против плаќање на даноци. Но нема да прифатиме неправда, селективни примени на закон и уцени спакувани како информативни пресметки и решенија. Во изминатите 2-3 недели УЈП не контактираше сите нас, некои писмено, некои телефонски и ни доставија пресметки за доход од 2020 година, 5 години подоцна. И сметаме дека УЈП направила сериозни пропусти во постапките. И тоа, не постапила навремено со евидентирање на приливите, не донела решение во текот или наредната година, не обезбедила навремено и уредно информирање на граѓаните. Ова не е редовна даночна постапка. Ова е лов на пари за полнење на државната каса. Луѓе што денес се тука зад мене, не седеле дома со најблиските. Работеле во странство, во воени бази, во Ирак, во Авганистан, зони со висок безбедносен ризик по животот на здравје, далеку од семејствата. Согласно закон на член на личен доход, лицата кои престојувале овде, а повеќе од 183 дена надвор од државата, не се сметаат за даночни резиденти. Законот е јасен. Тие луѓе не се даночни резиденти, бидејќи секој од нас бил од 9 до 10 месеци надвор од државата. Од нас се бараат докази што државата сама не може или не сака да ни ги обезбеди. Министерство за внатрешни работи одбива да издаде потврда за влез и излез во 2020 година. Нивниот одговор е дека не чуваат податоци постари од 5 години. Ние доставивме и други законски докази, како што се пасош со печати за влез и излез од државата. Ни беа отфрлени. Нашите приходи не беа црни пари. Тие веќе се оданочени во државите каде што сме работеле и во матичните држави на компаниите што не ангажирале. Ова што се прави денес е двојно, тројно оданочување спротивно на правото и законот и здравиот разум. Во Куманово и низ цела Македонија илјадници семејства преживееле благодарение на луѓето како што се позади мене. Со тие пари се граделе домови, згради, школи, се школувале деца и се одржувала економијата. Денес истата таа држава им врти грб и ги третира како проблем. И затоа јасно порачуваме. Секој од нас, доколку добие решение од Управата за јавни приходи, а некои веќе и имаат доставено, им препорачуваме јавно дека нема да трчаме и да плаќаме веднаш. Ќе бараме правда по сите надлежни институции, ќе користиме жалба, управна постапка и судови и се што ни стои на располагање според закон.
Ако и тие институции се покажат како нефункционални, ако законот продолжи да се толкува во корист на државата, тогаш секој еден од нас е подготвен да ја побара правдата пред меѓународни судови. Ова не е закана. Ова е право на секој граѓанин. Нашето барање е јасно. Стоп за оваа неправда. Стоп за селективно толкување на законите. Стоп за притисоци од УЈП. Денешниот собир е мирен, но ова нема да биде крај. Ако институциите не постапат и не сослушаат, следниот протест ќе биде помасовен и ние ќе бидеме приморани да преземеме порадикални и демократски чекори кои ни следуваат со закон. Државата не смее да се гради со буџет со страф. Државата мора да гради систем со правда. Ова е граѓански глас против неправда што може да го погоди секого, без разлика на политичка, национална или било каква друга припадност. И за крај, државата се гради со доверба, а довербата се руши кога граѓанинот се чувствува неправедно и незаштитено. Јас сум вратен 21 година. Од 21 година јас сум невработен во оваа тука. Значи живеам од парите кои ги имам заработено таму. Мојата сопруга има правена операција на рак на дојка, така да тоа е еден разлог бидејќи и требаше поддршка. Втора работа. Парите што сме ги заработале таму ги користиме за наши екзистенцијални потреби и за други финансиски, да кажам, потреби, како што се, например, градиме куќи, школуваме деца, донираме на некои организации невладени каде што можеме. Работата е тоа што јас како невработен 4 години, јас сега сум принуден да платам данок на на држава, што секој треба да го плати тој данок, меѓутоа 20-та година јас и мојот колега сме биле надвор од државата 9 месеци, тоа се 270 дена. Во законот со член 5 таму се наведува дека 183 дена плюс 1 ден не си даночен обврзник, ти си нерезидент. Тоа не ни го признаваат, не ни ги признаваат пасошите како доказ и сега бараме со овој мирен протест да укажеме дека има направено пропусти. Имаме пример од Утрово. Да. Луѓе од 10 или 15 луѓе што се работеле исто во Ирак, во друга компанија не од нашата, добиле потврда од фирмата дека таму е платен данокот. Со документи преведено од арапски на македонски, доставено е, ослободени се. Значи, ние сите ќе извадиме, само управата за јавни присуди не ни остава простор, пошто тоа е голема бројка од 3-4 да ни дадат толку податоци одеднаш и сме придунети до 15 јануар да платиме данок. Доколку не платиме, секој ден ќе ни иде камата дневна 0,03%. И имаме 30 дена за жалба, а жалбата не го одложува плаќањето. Така да ќе бидат принудени и извршители и се. А 90% од овде позади луѓето што се, сите ги имаат парите инвестирано во куќи, станови, што и да се. Бизнеси. И бизнеси, да. Ја може да кажем уште еден податок, што е многу битен. Како вработени за компанијата што сме работеле конкретно за во Ирак, ние имаме резидент карта, значи ние сме биле резиденти на Ирак и сме имале лична карта, работна виза која КБР е бил спонзор на таа работна виза. Сега, како лаички наше човечко размислување е кога имаш ти лична карта, по дефолт треба да имаш и даночен број во таа држава. Јас така го разбирам тоа, не знам како треба, ние праќаме мејлови по компанијата, дојдоа божичните празници кај нив, сега ќе дојдат празниците кај нас и сега сме во некој вакуум простор и сме некако во ќош и немаме простор за маневар. Значи, ова е добро смислена работа, како прво, тоа сите правници ни го кажаа. Добро смислена работа за да ние немаме простор за маневрирање, за докажување, а доказите што ги донасеме
е пасошот кој има печати од сите држави каде сме влегле и каде сме излегле. Мотоклубот Мечки од Куманово во пресрет на новогодишните празници по 18 пат го организираше настанот Дедо Мраз на мотор. За денешните активности на клубот од изјавата на Давор Петрушевски. Ова година 18 пат Дедо Мраз традиционално, стандардно све иде, плоштад, после кај децата, така да стандардно све. Пораката весели среќни да бидат успешна нова година. Тука продолжуваме едно дефилирање из градот, по булеварите, дневниот центар кај Чики Киропетак, кај градинката и таму делиме пакетче, се дружиме со децата. Се беше доста по-активно секоја година. Правиме акции со полицијата и хуманитарни други акции, покрај Дедо Мраз на мотор, така се дружиме со сите што можеме да постигнеме и која потреба. По повод предстојните празници, ученици и наставници од Основното училиште Магдалена Антова организираа новогодишен базар. Собраните средства ќе бидат наменети за потребите на учениците, информира директорот Живко Стојковски. Секоја година пред Нова година организираме новогодишен базар во кој што се вклучени сите наставници и ученици кои што изработуваат своји креации, скромни поклончики кои што во училиштето во училишниот хол се излагаат и доаѓаат ученици, родители, значи од самата населба, купуваат средствата кои што се собират, значи самите ученици донесуваат одлука што им е најпотребно, тоа си купуваат. Значи, еве имаме од тие средства што ги собират ученици и си купуваат елка, Дедо Мраз, лектири кои што им фалат. Еве минатата година купија и табли бели, еве сега пак имаат некоја потреба, уште една или две училници не ме држите за збор кои што нема такви бели табли, веќе вчера собраа доволна сума да можат да купат и дел од лектири, така да не мора да одат во градска библиотека, значи библиотека која што е опремена со сите лектири кои што им се потребни на учениците по македонскиот јазик. Значи, навистина беа изложени голем број на творби кои што сами ученици со своји родители креативно ги беа направиле за укршчики за Нова година, што навистина тоа стана традиција секоја година пред Нова година, што се организира во Магдалената. Училиштето доби две донации сега за кратко време. Една од тие донации разговор со представниците на фирмата Дрекслер Мајер, значи по моје барање разговор, значи ни донира 20 куќишта компјутери кои што ги примивме, што ни возможија да направиме уште еден кабинет по информатика. Потоа добивме голема донација од Агенција за одземени предмети. Значи како директор веќе 2 години праќам допис до таа агенција, значи барам најнаосновни нешто да ни се помогне како училиште за ученици за подобро реализирање на воспитно-образовниот процес. И навистина голема благодарност и до влада и до, кажам, и директорка на агенција која што, значи, на училиштето донира, значи, голем број на предмети кои што веќе се складирани во училиште и ќе видиме натаму со нив што. Во таа донација можам да спомнам дека околу 1700 квадрати ни дадоа паркет, значи за сите подоби во училиште да бидат направени. Потоа косачки, трамболина, монитори, усисувачи и многу, да не кажам, роба која што има вредност можеби 10.000 евра нагоре. Асоцијацијата за култура и уметност Мултиарт заедно со годинешните учесници на детскиот музички фестивал Бисирчиња в недела ќе бидат дел од новогодишната програма во трговскиот центар Ла Плаза. Благодарение на трговскиот центар Плаза, Мултиарт здруженијето доби покана нашите бисерчиња да ги стоплат срцата на возрастните и на децата на 28 декември во недела во 12 часот во Плаза Мол со новогодишна програма. Учество ќе земат
најновите бисерчиња од 2025 година издание. Како дел од новогодишната програма, нашиот познат кумановски актер Горан Илич ќе биде во улога на Дедо Мраз и ќе ги забавува дечињата. Од нашите спонзори ќе имаме и сладки изненадувања за дечињата. Покана до сите, мали и големи, од 7 до 77 во 12 во Плаза Мол, да се дружиме и да ги пееме нашите најнови хитови од бисерчиња 2025. Подари пакет среќа плюс за богати празници. Празничниот период е вистински момент некому да се подари шанса за среќна добивка со разновидната понуда на инстант лозови од Државна лотарија, со кои може да се освои стан во Скопје, автомобил, електричен мотор и многу парични добивки. Дали празнично би подариле пакет среќа плюс со инстант лозови на вашите најблиски? Секако празниците се убав период за подарување и секогаш нели имаме дилема што да подариме, но јас секогаш сакам да ги изненадам моите најблиски и да си имаат и некоја екстра добивка и секогаш се многу среќни кога ќе добијат. Обично ги земаме пакет среќките за празниците, но еве ги купуваме и титаниум лозот, доме сладок доме, милионер, што навистина се израдуваат и кога ќе си ги гребат се многу среќни. Да, сигурно, не само на моите најблиски, туку и на подалечните. Ако има желба да ги посети Дедо Мраз, а случајно се случи да не ги посети истиот, да не ги пронајде, нека ни пишат, нека не најдат, па гарантирам подарок барем по една гребка, ама за оние што се возрастни, односно полнолетни. Практикувам често да ги играм игрите на Државна лотарија, секако и моите најблиски, и верувам дека ќе си размениме подароци и за Нова година и за божичните празници, а меѓу подароците секако ќе биде задолжително и по некоја гребка, да се изгребеме убаво и да бидеме среќни покрај другите возбудувања, да ни биде и тоа едно возбудување плюс и среќа плюс со лотарија. Дали би подарила? Па јас не знам друго што би подарила. Тоа е најдобриот подарок за секој празник, за секоја прилика. Особено сега кога сите се надеваме дека ќе добиеме нешто повеќе. А тоа се случува само со лотарија. Ве молам, се брзам, добив 70 денари на калинка, да одам да ја сменам и да го купам пакетот за сите најмили. Поздрав! Подарувајќи Среќа Плюс, не подарувате само инстант лос, подарувате радост и можност новогодишните желби да започнат да се остваруваат. Со одговорно учество во игрите на среќа на Државна лотарија, среќата е насекаде. Веднаш по вестите проследете го интервјуто со председателот на регионалната занаетчиска комора, воедно и на занаетчиска комора на Македонија, господинот Агрон Фазлии. Советот на општина Куманово в понеделник ќе одржи седница со 74 предложени точки на дневен ред. Седницата е со директен пренос на програмата на телевизија Плюс, а започнува во 10 часот.